ништо помалку од 100 дена пржинска влада. Сметате дека нивното барање за привремени избори навистина беше сериозно? И дали тоа може да биде мотив или повод или изговор за евентуален бойкот на председателските и да немаме излезност да се повтори сликата од референдум? Сметам дека е безпредметно прашањето, затоа што веќе имаме одлука за председателски избори и нема ниту доволно време за сето друго што вие го велите, додека во однос на вториот дел од вашето прашање, сметам дека раководството на ВМРО ДПМН беше многу јасно, недвосмислено, дека ќе учествува на председателските избори, си имат конвенција на која што ќе се изберат кандидат, така да се надевам дека никоја од политичките партии во земјава нема да превземе било какво действие што ќе го наруши патот на ратификација на протоколот за членство во НАТО, како и добивањето на датум за преговори за членство со Европската унија во јуни. Имаш информација во медиумите дека се нарушени односите меѓу СДСМ и ДУИ, како би ги окарактеризирале сега односите во владината коалиција? Не беа нарушени воопшто во ниту еден момент, посебно односите помеѓу господинот Ахмети и господинот Заев се на одлично ниво, многу кооперативно и диалог се води секојдневно помеѓу нив двајца и во ниту еден момент не беа нарушени односите. Направивме заеднички огромни одлуки и многу добри, многу битни и значајни прашања за државата решивме и сметам дека тоа е одлика на диалогот и на соработката помеѓу господинот Ахмети и господинот Заев. Господинот Ахмети кажа многу јасно на тоа интервју дека имаше членови во СДСМ кои што во моменти дадоа изјави кои што се разјаснија на состанокот помеѓу господинот Ахмети и господинот Заев и дека ставовите всушност не биле ставови на партијата, туку став на партијата е тој што е донесен на вчерашната одлука на нивните партиски органи. Сите ние што сме членови на партијата може да имаме и различни ставови по однос на тоа дали е потребен заеднички кандидат или СДСМ треба да си има свој партиски кандидат, ДУИ да си има свој партиски кандидат и другите. Тоа што е битно е партискиот став усвоен синоќа, а тоа е дека СДСМ приоѓа кон концептот на консенсуалност за заеднички кандидат на коалицијата за председател на Република Северна Македонија. Сметам дека почетната точка и на вашето прашање и на делувањето во иднината е од вчерашната одлука па натаму. Всушност вчерашната одлука беше потврда на диалогот кој што од секогаш се водеше помеѓу господинот Заев и господинот Ахмети.